Почитувани представници на медиумите, почитувани гости, почитуван председателе на управниот одбор Штефан Петар, членови на управниот одбор на Ева на Македонија, почитуван министер Крешник Бектеши, почитуван министер Насер Нуредини, драг градоначалник Тони Делков, почитувани представници на локалниот совет, денеска овде присутни. Ми представува чест и задоволство што сум тука денеска во Неготино, во Војшанци, на промоција на првата фотонапонска централа на Ева на Македонија. Честитки за оваа инвестиција, која што е изградена во рекордно време, со најсовремена технологија на двострани панели, кои произведуваат електрична енергија преку директна изложеност на сончевата светлина. Станува збор за успешно реализиран проект во рамките на јавниот повик на Министерството за економија, кој беше објавен на почетокот на август минатата година за доделување на премии за електрична енергија произведена од фотонапонски централи на приватно земјиште. Тоа го означи и почетокот на еден нов инвестициски циклус во делот на обновливите извори на енергија во нашата земја. Но овој тендер, наместо да дадеме премиуми, државата инкасираше 2,8 милиони евра заради претходната организација која што Министерството за економија и владата и владените институции ја направија како претходна подготовка за да може да се реализираат успешно тендерските постапки за кои што во повидок ја гледаме денеска првата фотонапонска централа. Еден од главните приоритети на владата е подобар квалитет на животот на своите граѓани. Со посебен акцент на инвестициите во енергетскиот сектор, преку политиките кои овозможуваат промоција на обновливи извори на енергија, како и напредување на енергетската ефикасност. Во таа насока, во стратегијата за енергетика е обезбедена регулатива и политики за максимално искористување на обновливите извори, во насока на постигнување на националната цел за одржлив развој, заштеда на енергија и квалитетна животна средина. Еден од најголемите фокуси од областа на економијата ни е енергетиката и реално направено е многу. Тоа го потврдува и нашето рангирање како земја на прво место во регионот на Западен Балкан за напредок и исполнување на енергетските реформи согласно извештајот за одржлив развој на Европската енергетска заедница. Со донесениот закон за енергетика и имплементација имаме практични реализации на проекти за замена на загадувачките ресурси во производство на електрична енергија со обновливи извори на енергија. Скратени се временските рамки за поставување фотоволтаици и ветерници за замена на јаглените централи со поеколошки и обновливи извори на енергија. Поставени се нови 62,5 мегавати фотоволтаици, кои што се во фаза на изградба, по пат на јавно-приватно партнерство и денеска првата фотоцентрала ја пуштаме. До овие 62,5 мегавати, како што рече министерот Бехтеши, во следните 6 месеци очекуваме комплетна реализација на сите овие проекти. Заврши и првиот дел од постапката за инсталација на 100 мегавати фотонапонска електрана во Ослове. Таа заврши успешно, имаме најмалку 2 фирми, сега следува процесот на јавна лицитација, која што за нас е гаранција за еден вака мегапроект на јавно-приватно партнерство, како што секако и овој, но овој од 100 мегавати, веруваме дека ќе заврши успешно, каде што државата најмалку очекува 10% заради ресурсите кои што ги нуди. Се гради 10 мегавати од сопствени пари од страна на ЕСМ во стариот рудник Осломеј, сега се градат фотонапонски централи. Пред склучување на договори сме за нови 10 мегавати во Осломеј и нови 20 мегавати во РЕК Битола. Дополнително успешно завршија постапките во Кочени за 8 мегавати за изградба на фотоволтаици. Се мерат за ветерници за вкупна количина од 400 мегавати на потегот Крива Паланка, Куманово, инвестиција потенцијално вредна 500 милиони евра. 3 засебни проекти од вкупно 90 мегавати на странски инвеститори се реализираат ветерници во Богданци, во Демиркапија и во Свети Николе.
Истовремено се подготвуваат локации од 50 мегавати во Дебарца и дополнителни уште 100 мегавати по територијата на целата наша земја. Како што рече министерот за економија, наш таргет е 400 мегавати фотоволтаици и 200 мегавати ветерници во државата. 630 мегавати се трите блока на рек Битола, за да имат граѓаните само во предвид споредба за тоа што во моментот се случува во нашата земја. Паралелно на тоа, разговараме за инвестиција во гасни централи надвор од татковината и дома. Како што знаете, во тек е постапка на преговори и разговори за инвестирање во вкупна вредност од 25% на 800 мегаватна гасна централа во Александрополис во Грција и 10% учество на Република Северна Македонија во гасниот терминал во Александрополис. Вкупната наша инвестиција ќе биде помеѓу 30 и 35 милиони евра. Разговараме со реномирани светски компании за инвестирање на гасни централи по територијата на земјата, како што е на територијата на Битола, овде во Неготино, но и во Скопје. Фирмите се General Electric, Mytilineos од Грција и многу други фирми. Еден од главните проекти за вакви обновливи извори на енергија е и постапката на изработка на физибилити студија за ставање во функција на ТЕЦ Неготино овде во Неготино. Но и финализацијата на проектот за производство на зелена енергија, која што оди по пат на стратешко партнерство во државата овде во Неготино за реализација на зелена енергија од собирањето на сметот на најсовремени капацитети кои што произведуваат зелена енергија по примерот на европските земји. На Неготино ќе му се случат многу убави работи во периодот кој што предстои, за тоа што го разговараме, но и на Република Северна Македонија ќе се случат. Зошто? Заради тоа што, како што вели нашиот министер за екологија Насер Нуредини, нема поважно од здрава животна средина, нема поважно од стратешкиот дел на државата замена на јагленот со обновливи извори на енергија и секако нема поважно од економски инвестиции кои што ќе носат економски просперитет за сите во нашата земја. Јас сум убеден дека Евана, како партнер на државата, како пример за инвестиции во енергетиката, исполнувајќи ги своите годишни планови за инвестирање од околу 30 милиони евра во Република Северна Македонија. Овој проект е само еден од сите нивни инвестиции кои што ги прават на целата територија на нашата земја, посебно во делот на унапредувањето и на квалитетот на дистрибутивната мрежа, која што испорачува електрична енергија до сите наши граѓани. Сакам денеска, навистина, овој прапочеток на ова голема значајна стратегија во функција на обновливите извори на енергија, да искористам како можност да им честитам на Евана Македонија за навистина брзината во реализацијата на овој прекрасен, инвентивен проект од областа на обновливите извори на енергија, на министерот Бехтеши, министерот Нуредини, градоначалникот, секако исто така честитки за брзината на реализацијата. Тоа само по себе испраќа порака до сите инвеститори во Република Северна Македонија, дека не само што е профитабилно да се инвестира во обновливите извори за енергија, во земја која што има 280 дена сончеви, доволно светлина за производство на електрична енергија и го има навистина еден од најубавите пикови на светлина во регионот и на европскиот континент, представуваме привлечна дестинација за ваквите инвестиции кои што носат вин-вин-вин ситуација, односно победничка ситуација за сите. Нека е со среќа и нека се множат ваквите проекти ширум територијата на Република Северна Македонија. Благодарам.